Гласници на надежда. Глава 24. 5 лепчиња за 5000 луѓе. Сите сме вкусиле големи тешкотии во нашиот живот. Бидејќи сме дојдени во текот на нашиот животен век, имаме големи тешкотии. Можеби сега имаш тешкотии. Тешко дека знаете како да ги испитате. Го гледаш и како што го гледаш, станува се поголемо, нели така? Како планираш да ги решиш тие тешкотии? Дозволете ми да ви предложам како да се справите со тешкотиите, кои мора да ги испитате, секоја една, за да откриете каде е решението и како можете да работите со него. Забележав дека кога кршачите на камења сакаат да скршат камен, тие го испитуваат тој камен и одлучуваат каде да удрат со чекан за да се скрши на вистинското место. Тие мора да знаат како да го удрат тој камен, така што ќе пукне на соодветен агол, на најдоброто место. Тешкотиите се такви. Твоите тешкотии имаат решение, ако внимателно погледнеш во нив. Испитај ги од сите страни и ќе откриеш дека твоите тешкотии може да се решат. Во Евангелие по Јован, 6 глава, од 1 до 14 стих, ќе видите дека има тешкотии, кои имаа решение кога Исус погледна и се справи со тоа. Потоа отиде Исус на другата страна од Галилејското море, наречено Тиверијатско. Многу народ одеше по него, затоа што ги гледаат чудесата што ги правеше над болните. Исус се искачи на гората и седеше таму со своите ученици. Наближуваше јудејскиот празник, Пасхата. Тогаш Исус ги подигна очите и виде дека многу народ доаѓа кон него, па му рече на Филипа: "Каде да купиме леп за да се нахранат овие?" Тоа го рече за да го искуша, затоа што самиот знаеше што ќе направи. Филип му одговори: "Не ќе им стигне леп за 200 денари, па секој од нив да добие помалку." Еден од неговите ученици, Андреј, братот на Симона Петра, му рече: "Тука има едно момче кое има 5 јачмени лебови и 2 риби, но што е тоа за толкаво множество?" А Исус рече: "Нека поседат луѓето." Имено, имаше многу трева на местото, па поседнаа луѓето, наброј околу 5000. Тогаш Исус ги зеде лебовите, се заблагодари и им ги раздаде на учениците, а учениците на оние што поседнаа, исто така и од рибите, колку што сакаа. Кога се наситија, им рече на своите ученици: "Соберете ги останатите парчиња, за да не пропадне ништо." И така ги собраа и наполнија 12 кошници со парчиња од 5 јачмени лебови што им останаа на оние кои јадеа. Луѓето, кога го видоа чудото што го направи, рекоа: "Овој е навистина пророкот кој требаше да дојде на светот." Нели е тоа возбудлив текст од Библијата? Во Библијата е запишано за тешкотиите и како Исус ги решил. Ајде да ги разгледаме деталите од ова невообичаено искуство, кога Исус зеде 5 лебови за да нахрани 5000. Еве еден детал кој што треба да го разгледаме. Мноштвото. Кажано ни е дека голема толпа на луѓе го следеа него. Исус и учениците беа отидени од другата страна на Галилејското море, наречено Тиверијатско. Ова мало море е лоцирано во северниот дел од светата земја. Тоа е убава свежа езерска вода која се полни од изворите покрај планината Хермон, која ги формираше главните извори на вода од реката Јордан. Тоа е многу убаво мало езеро и многу села беа населени на незиниот брег во римско време. И беше тоа големо мноштво кој го следеа Исус. Многу народ одеше по него, затоа што ги гледаат чудесата што ги правеше над болните. И сите сакаат да бидат до него. Ние тоа може да го разбереме, нели? Кој не би сакал да биде близу до оној кој може да ги исцели нашите повреди? Сите ние имаме повреди или пак ќе бидеме повредени. Но Исус и неговите ученици се искачија во гората за да се одморат. Имаше многу важен религиозен празник кој се наближуваше, слава која беше на јудејците, наречена Пасха. Тој празник се славеше во март или во април секоја година. Можете да видите како мноштвото луѓе беа собрани околу Исус. Тие беа многу заинтересирани за Исус.
Толку многу, што дури заборавија да си обезбедат храна. Значи го имаш мноштвото како еден детаљ во ова искуство. Вториот детаљ е мистерија. Читавте дека Исус го праша Филип, кој беше еден од неговите ученици, каде да купиме леб за да се нахранат. Тој рече, каде да купиме леб за да овие јадат? Секако тие не беа близу до ниту една пекара. Ќе беше невозможно за нив да запалат оган и да печат леб. Филип не гледаше друг излез. Филип му одговори на Исус. Не ќе им стигне леб за 200 денари, па секој од нив да добие помалку. Сега 1 денар во деновите на Исус беше дневна плата. Помислете од заработката од целодневна работа, а потоа помножете ја со 200 имоти да разберете што зборуваше Филип. Се разбира дека тој беше во право. Секако ќе требаше повеќе од 200 денови работа за да нахрани 5000 луѓе. Андреј, братот на Симона Петра, му рече: тука има едно момче, кое има 5 јачменови лебови и 2 риби. Но што е тоа за толкаво множество? Може да разбереме дека ако 200 дена работа не се доволно за лебот кој овие луѓе ќе го изедат, секако дека 5 леба не може да нахрани 5000 луѓе. Но Исус знаеше што ќе направи. Тој го праша Филип, тоа прашање за да го искуши. Кога Андреј го доведе момчето со 5 лебови и 2 мали риби, Исус знаеше што точно ќе направи. За Филип и Андреј немаше решение, но за Исус имаше. Дали гледате што сакам да ви кажам? Твоите тешкотии имаат решение. Ги имаме овие два детали: мноштвото и мистеријата. Исус знаеше што ќе направи дури ако Филип и Андреј не знаеја како да се справат со дадената ситуација. Има и трет детаљ. Тоа е чудо. Во првиот чекор за овој детаљ Исус рече на неговите ученици: нека поседнат луѓето. Гледате, треба да има некаква подготовка. Подготви се, ние ќе ги решиме овие тешкотии. Луѓето поседнаа. Во вториот дел од чудото, Исус ги зеде 5 леба, заблагодари на Бога за 5 леба и 2 риби да нахрани 5000 луѓе. Тој зеде што имаше и му се заблагодари на Бог за нив. Тогаш Исус им раздели на учениците, а учениците на тие кои беа поседнати. Библијата ни пишува дека исто направија и со 2 риби. Со други зборови, сите јадеа додека не се наситија. Од 5 леба 5000 луѓе јадеа колку што можеа. Тоа не е крајот. Исус им рече на учениците: соберете ги останатите парчиња, за да не пропадне ништо. Дали примети дека од 5 леба собраа 12 кошници парчиња од јачменовиот леб? Јас тоа го нарекувам чудо, нели? Да, гледате како оваа тешкотија беше решена. Овие детали ни зборуваат и нам до денес. Има мноштво насекаде. Насекаде. Како може нивната потреба да биде задоволена? Има мистерија. Не секогаш знаеме како ќе се справиме со тешкотијата. И тогаш доаѓаат кошниците со леб. Исус направи чудо. Во оваа случка тој зеде 5 леба и 2 риби и нахрани 5000. Тоа ми кажува дека Исус се грижи за твоите тешкотии. Може би оваа случка нема да се повтори, да имаме мноштво нахранети со 5 лепчиња, и сепак Господ се грижи за тебе. Тој знае што сака да направи за тебе и во тебе, но ти мора да му веруваш. Гласници на надежда.